Македонија оваа година живееше за надпреварите на нашите ракометни екипи во Лигата на шампионите. Пласменот во четвртфиналето на машките состави на Вардар и на Металург е резултат кој во најмала рака заслужува почит, но успехот на женскиот ракометен тим на Вардар и третото освоено место во Лигата на шампионките во Будимпешта е дострел за кој уште долго ќе се зборува. Ова издание на трето полувреме му го посветуваме на СЦБ Вардар, кој ни донесе спортска радост и за момент не потсети на блескавите партии на кометал Ѓорче Петров во елитното надпреварување. Вардарки преку квалификациите обезбедија пласман во Лигата на шампионките. Беа први во групата, фаворит во сенка за освојување на шампионската титула. Како воветна оваа емисија, да ја погледнеме ретроспективата на Ивана Петрушевска. Ракометарките на ЖРК Вардар спортски центар Борис Трајковски успеа во дебитантската сезона во Лигата на шампионките да станат дел од 16 најдобри екипи. Не требаше многу да се зголеми нивната желба па да станат дел од топ 8. Посакаа да обезбедат пласман на завршниот Final Four турнир во Будимпешта на 4 најдобри и успеа во намерата. Претрпеа несреќен пораз во полуфиналето. Заработеа ќотеки тупаници од црногорскиот првак Будуќност и со солзи тагуваа што не успеа да влезат во финалето. Остана љутина и вина, но со нив и поголем мотив за следната сезона. Црвено-црните девојки не успеа да го освојат европскиот трон, но желбата и квалитетот што го покажаа со победата во малото финале. Со право ги прави наши хероини затоа што на третото место му се радуваа како на шампионски трофеј. Вардарки се наметнаа на европската сцена како закана за сите досегашни главни актери. Од прва успеа да стигнат до височините и малку им фалеше да се качат до главната точка. Но со изданието оваа сезона тие почнаа да ја пишуваат меѓународната историја на клубот и да се надоврзат на успесите кои ги памети женскиот ракомет во Македонија. Достигнувањето на ЖРК Вардар по шампионската титула на кометал Ѓорче Петров е најголемо во македонскиот женски ракомет. Индира Кастратовиќ беше учесник во двете. Со кометал како играч, а овој пат како тренер, предводник на искусниот интернационален состав кој во Скопје се врати со бронзан медал. Краток беше периодот на склопување и адаптација на ракометарките. ЖРК Вардар освен квалитет го краси другарство, оптимизам и единство. Големите ракометни имиња успеа да создадат компактен тим кој се креваше во најтешките моменти. Македонија стекна име за почит кај противниците, надмина голем број на искусни и со традиција клубови и остави впечаток на тим во кој секој си ја знае својата обврска. Не само во играчкиот кадар, туку и во раководството. Поради фактот што поголемиот дел од ракометарките во составот имаат искусено и успех и болка, знаат дека не се запира во најтешките моменти, туку се граби и се добива уште поголема желба за чекорање напред. Во иднина очекуваме блескави денови, со драматични моменти, надмудрување, надигрување и многу големи успеси. ЖРК Вардар оваа година беше предводен од не така искусен тренер кој учеше заедно со девојките во црвено-црн дрес. Индира Кастратовиќ во текот на целата сезона повикуваше на единство и на смирени страсти, нешто што на крајот резултираше со третото место во Европа. Во разговор за трето полувреме, поранешната репрезентативка на Македонија говори за случувањата во и надвор од сооблекувалната на Вардар. Честитки за третото место, честитки за тоа што израдувавте Македонија повторно во ракомет на Европа, да кажавте дека сте квалитетен тим кој што доправа треба да го покаже својот вистински квалитет во меѓународни рамки. Го остваривте она што го најавивте на почетокот од сезоната, во трето полувреме потврдивте дека по квалификациите и по влезот во групната фаза Вардар може да постигне нешто во Лигата на шампионите. Будимпешта трето место, твој осврт за се она што се случуваше во Лигата на шампионите пред се оваа сезона. Добар ден, ти све си кажа. Значи, за се што кажа беше во право, затоа што ние кога почнавме имавме потајно се надевавме на некоја целта да дојдеме до Final Four, ама не ни сакавме многу да зборуваме затоа што прва година е екипа, прва година се собрала, прва година толку играчи од сите земји на едно место и бевме секогаш да одиме чекор по чекор. Мислам дека бевме сконцентрирани максимално и дека стварно секоја работа која из фази у фазу дека бевме се подобри и подобри, додека кога дојде Final Four, знаевме што не очекува прв пат во женската конкуренција да има такво едно такмичење како што е Final Four, нешто ново, значи и за нас и за сите клубови кои беа таму, тоа е едно големо искуство и се надевам дека и следната година, нормално дека сме задоволни од ова година, третото место
стварно голем успех за Македонија, за македонски ракомет, за ракометен клуб ЖРК Вардар, така да мислам дека у глобала треба да сме задоволни ние од клуб и цела Македонија. Ќе се осудам да речем се уште си почетник како тренер, но добро се снајде со притисокот кој што го имаше пред се на преварот за третото место во Будимпешта, по оној условно кажано неуспех со будушност, затоа што потврдивме на почетокот од првото полувреме, во второто се вративме, немавме спортска среќа, можеби и судиите си го направија своето, па Вардар беше елиминиран, но во секој случај Вардар се врати многу посилен кога играше со Митиланд. Колку беше тешко да се мотивираат и колку беше тешко да се мотивира овој колектив од многу различни земји во краток временски интервал, да се докаже дека Македонија сака ракомет и дека ако не за друго за Македонија треба да победат у Лигата на шампионите. Па добро, они током девојки мои током цела година видеа дека стварно Македонија го сака ракометот и дека тука е ракомет број 1 и дека луѓето ги сакат, и со самото тоа кога после таков надпревар како што е будучност била, не навлегувам више што е и како беше и помошта и дали имаше, немаше, али мислам дека не беше баш комплетен ракомет. Девојки се стварно имавме доста разговори да треба да се вратиме, да ипак кога ќе се вратиш со една победа дека е многу големо, дека треба да покажеме на јавноста дека не сме случајно таму на Final Four, и девојки стварно го одработија тоа максимално и покажа дека заслужуваат да се трето место и да сме били у финале не би били незаслужено. Така да уште еднаш и јавно им се заблагодарувам што изигравме, јас мислам, еден од подобрите надпревари во ова сезона. Што беше најтешко за тебе како тренер оваа сезона во Вардар? Па надпревар со будучност. Пошто кога се спремаш за утакмици некој, нормално за мене е голем предизвик ова сезона цела. Јас учам и со ова година стварно учев како тренер многу работи и мислам дека надпревар со најголем притисок беше будучност, пошто знаеме и како играт и одбрана и знаеме како сите работи други, така да мислам дека тај надпревар ќе го паметам цел мој живот. Вардар преку квалификациите до групната фаза на крај на Final Four и трето место. Сега се надпреварите од домашниот шампионат, ќе го изоставиме купот. Првенството е тоа кој што го носи местото во Лигата на шампионките и токму таму треба Вардар повторно да покаже дека е најдобриот тим во Македонија. Има ли квалитет Металург да му се спротистави? Го гледате како сериозен конкурент или ќе настави Вардар можеби со половичен состав во тие пресметки со ривалот од автокоманда? Не, нормално дека го сматраме Металург за квалитетна екипа и никогаш не сме подценувани, нити ќе подценуваме. Ние ќе настапиме во полн состав, ќе изиграме максимално, јер јас девојки знаат дека мора да се одработи тоа да би следна година почели да одиме на одмор, заслужени да одат девојки заслужен одмор. Имаме уште 5 утакмици првенствени, така да тоа да завршиме, да се вратиме, да одат на одмор ни една без повреди, така да ни еден момент не го поценивме Металург, затоа што сме ние сега трети во Европа, то ни еден момент ни ја ни девојки не го сматрат за непрофесионално. Пред се ние мора да сработиме сето тоа до крај и мислам дека ќе биде добар надпревар и во куп и во првенство што играме со Металург. Веќе договоривте неколку засилувања за тимот, пристигнуваат неколку искусни ракометарки. Што доправа ќе се прави на тој план? Планирале ли се продажби на некои од моменталните играчи на Вардар или само ќе се продолжува да се купува, ќе се изоставаат сите оние кои што се купуваат? Па не, тоа ставот на клубот веројатно ќе го разберете после, али то нема продажба. Тоа е кога на некого завршува договор, ако не продолжува, што е нормално, тоа е спортот, секој ние со секого и ако некој си замине ќе останеме добри, ќе останеме, значи мислам дека клубот се покажа како многу добар и квалитетен клуб, а 3 девојки што ни доаѓаат мислам дека се многу квалитетни и дека многу с наредна сезона ќе ни помогнат во нашата игра. Од младинскиот погон на Вардар, може да очекуваме наскоро вклучување на некои од тие помлади девојки во првиот состав? Да, како што најави господин Сергеј Самсоненко на прес кога го имавме, дека сигурно ќе има нови девојки, нови 3 девојки ќе се приклучат на прва екипа и ќе одат со нас, значи припреми сите другите работи на прва. Фала. Ангажманот на Андреа Лекич во составот на Вардар на сите ни стави до знаење дека актуелниот првак на Македонија има високи амбиции. Лекич одигра одлична дебитанска сезона во скопскиот тим, во неколку наврати потсетуваше дека до врвен резултат не се стигнува со брзање, но верува дека Вардар во следната сезона ќе биде посилен, помоќен и поконкурентен во меѓународни рамки.
Го освоивте третото место на Final Four турнирот во Будимпешта. Тоа е голем успех за македонскиот дракона, со оглед на тоа дека оваа екипа се уште се креира, се уште се создава, не се познавате доволно, тоа е повеќе од јасно и се виде во полуфиналниот меч со Будушност. Генерална оценка, колку си задоволна од досега постигнатото од Вардар и конкретно од она што го прикажавте во Будимпешта? Да, голем успех jeste iz razloga što smo mi ekipa koja od septembra prošle godine krenula sa kvalifikacijama za Ligu šampiona i evo danas pričamo već o trećem mjestu u Evropi. Da li mi to neko rekao tada u septembru, verovatno bismo rekli da odmah prihvatamo. Iskreno sam prezadovoljna prvom godinom. Uvek kao i svakom sportisti je teško što nismo ušli u to finale željeno, ali s druge strane možda je bolje. Čekor po čekor, što se kaže, i polako. U suštini treba vremena i to ćemo učiniti u narednim sezonama. To je sigurno i nesumnjeno u bolji rezultat u narednim. Вашето представување на двата надпревари, конкретно во полуфиналето. Лошо влеговте во средбата, дозволивте противникот да поентира, а вие не. Што беше проблемот во нападот кај Вардар? Slažem se da nismo dobro ušli u meč, ali s druge strane, što smo rekli, smatram da smo se junački vratile u drugom poluvremenu, da smo se zaista borile do poslednje sekunde i da generalno ono što je kod nas bilo lošije je sigurno bila ta realizacija, pogotovo u prvom poluvremenu gde nismo mogli do gola i gde smo dosta bile statični u napadu. Što se tiče drugog poluvremena, tu nemam zamjerki jer smo zaista dali apsolutno svoj maksimum i odigrali na jednom zaista dobrom nivou. Ostaje žal, izgubili smo posljednjim sekundama meča, naravno da tu nema pravila prosto, teško je, možda nismo dobro odreagovali na te produžetke, ali generalno novo smo ekipa, treba nam vremena, tako da je ovaj rezultat svakako, ja gledam isključivo samo sa pozitivne strane. Тешко ли беше да се собере сила за да се игра во надпреварот за трето место, пред се затоа што Митилан против Герб покажа дека има квалитет и за финал? Istina, kako ne, izuzetno je teško psihički odigrati takve utakmice, fizički da ne pričam, to su dva meča u 36 sati otprilike i generalno je bilo izuzetno teško motivisati se na tu utakmicu, ali opet što se kaže, treće mjesto se osvaja, četvrto se dobije kao i drugo i zaista sam ponosna što smo smogli snage da pobedimo. Evo kao što vidite, uz ovaj timski duh smo to i uspele i evo, one čine lepšu pozadinu u svakom slučaju, to je ono što nas krasi. Конкретно првата сезона на Вардар, добро помина ако се земат во предвид сите работи кои што се случуваа во клубот на почетокот од сезоната, пред вас се надпреварите во домашниот шампионат и во купот, но дали Вардар може уште сега да вети дека следната година повторно ќе биде во Final Four турнирот од Лигата на шампионки? Sigurno, sledeće godine imat ćemo još kvalitetniju ekipu, međutim opet nema pravila, izuzetno velika konkurencija i mislim da će biti izuzetno teško. Neko Vardar ove godine bili smo malo iznenađenje za sve. Sledeće godine će nas gledati mnogo detaljnije i mnogo će nas više proučavati iz prostog razloga što smo poznati rukometnoj javnosti. Biće nam izuzetno teško, uvijek je teško ponoviti rezultat kao što je ove godine, ali u svakom slučaju smatram da ćemo imati kvalitet i veći sledeće godine, mada opet to nije merilo uspeha. Nadam se da će Vardar i dalje u narednim godinama biti jedno od najzvučnijih imena rukometne Evrope. Која е тајната на успехот на Кастратовиќ за тоа што успеа да креира тим кој што стигна далеко во Лигата на шампионите, а покрај се сте од многу различни земји? Jeste, bila je vrhunska igračica i niko generalno nije mogao da garantuje za nas u tom septembru kako ćemo mi izgledati u narednih 10 mjeseci. To je izuzetno teško. Veliki broj ekipa je godinama pokušavao, 7-8 puta nisu stizali do freja, treba strpljenja za to, to je ono što mi tražimo sad od vas. Ovo je tajna definitivno, kao što vidite, ovo je definitivno tajna našeg uspeha. Ako vam se čini da je ovo normalno, da tako funkcionišemo, evo to je to, pogledajte te divne osmehe, eto tako, to je ta tajna. Значи ова е задоволството по третото место во Будимпешта дефинитивно. Jeste, evo mi smo srećni, ali evo, mislim, bile bi verovatno i još srećnije da smo ušli u finale. Eto, hvala vama. Јован Карадичевиќ е едно од најдобрите поединки во Вардар. Во неколку наврати во клучните минути од надпреварите во Лигата на шампионките знаеше да постигне гол за црвено-црните со кој нашиот тим надминуваше криза по кој беше и решен резултатот. Популарната Јока призна дека Вардар потфрлил во првото полувреме со Будушност, но според неа од такви надпревари се извлекуваат поуки кои во блиски днина ќе донесат подобри резултати. Сезоната во Лигата на шампионките завршивте на третото место на Final Four турнирот во Будимпешта, имавте шанса да влезете и во финалето, ви недостигаше малку и повеќе спортска среќа за да видите дел од самото финале и можеби да се борите за титулата. Колку си задоволна од досега постигнатото во Вардар?
Pa svakako da smo ponosni i srećni, naravno dosta je žal, potpuno je bilo nenormalno ako bi rekli da nam nije žao što nismo ušli u finale, ali svakako da smo napravili veliki uspjeh za prvu godinu, plasirali smo se na prvi Final Four, preko kvalifikacija, to ne treba zaboraviti, do prve faze Lige šampiona, potom drugi krug i nekako smo kroz cijelu sezonu uvijek davali sve od sebe i uvijek težili da idemo korak dalje, međutim eto zaustavili smo se na polufinale i svakako da sam zadovoljna. Mislim da za prvu godinu skupila se 10 različitih djevojaka, to jeste sa različitim karakterima. Mislim da nije bilo jednostavno i lako to uklopiti u jednu kompaktnu cjelinu koja će pružiti dobre i zavidne rezultate, ali svakako da smo uspjeli i naravno da mislim da i mi, kako i klub, tako i cijela Makedonija treba da bude ponosna na нас. Пред да се навратиме на надпреварите од групната фаза и од самите квалификации за влез-вони во Лигата на шампионите, завршниот Final Four. Два надпревари на кои што Вардар едниот загуби во продолженијата, а другиот го доби во регуларниот тек. Твој осврт, од што беше задоволна, од што незадоволна од тие две средби? Конкретно од тебе, но и од целокупниот колектив. Pa mislim da su se sada malo onako slegle strasti i možda bi, do duše nisam gledala snimak utakmice, tako da još uvijek ne mogu da budem onako 100% da kritikujem, ali ono što me, kako me sjećanje služi, mislim da mi nismo dobro ušli u to polufinale protiv budućnosti, bili smo previše nervozni, možda je to bio jedan od uslova što prvo poluvrijeme smo gubili sa tolikom razlikom, ali kasnije u drugom poluvremenu smo se vratili i pokazali da zaista smo zaslužili da se nađemo na Final Fouru, bez obzira što smo u produžecima izgubili, ali mislim da protiv nekih stvari se jednostavno ne može. Ko dobro gleda rukomet i poznaje neke stvari, zna o čemu govorim. Tako da mi smo dali sve od sebe i to je ono čemu sam ponosna i čemu se radujem. A drago mi je što smo posle izgubljenog polufinala smogli snage da protiv Midtjylanda, sa kojim uopšte nije bilo jednostavno i lako igrati u grupnoj fazi, jer je pokazao kakav je kvalitet, koji kvalitet posjeduju. Mislim da smo pokazali za to treće mjesto da jednostavno nam je tu i bilo mjesto na Final Fouru i ostvarili pobjedu, što nimalo nije lako posle izgubljenog polufinala. Колку навистина беше тешко да се врати психолошки моментот во екипата за да се тргне победнички во надпреварот за третото место? Имаше ли некои падови кај дел од играчките, од твоите соиграчки? Верувам дека некои плачеа по загубениот надпревар од будушност. Pa potpuno je normalno da je teško da se vratite posle izgubljenog polufinala, još ako na to polufinale utiču neki drugi kriterijumi, tako da jednostavno nije bilo jednostavno i lako. Mnogi od nas su, kao što si sam rekao, i plakale i bile tužne, ali to je sport. Nema vremena za plakanje, ideš dalje, okreneš novi list, svaka izgubljena utakmica je novo iskustvo, svaka pobjeda je novo iskustvo, nemamo za čim da žalimo, mislim da trebamo da izađemo ponosno pred svima, jer smo pokazali da dajemo sve od sebe i drago mi je što smo posle polufinala smogli snage, razgovarali i nismo dozvolili da nas taj poraz odvede na posljednje mjesto. Bez obzira što nismo ušli u finale, ali nije isto biti treći i četvrti. Следната сезона е пред вас, се уште се комбинираат новите заселувања, се договараат нови играчи кои што ќе пристигнат во Вардар, некои веќе се дел од Вардар. Можеме ли да поставиме цел за новата сезона во Лигата на шампионите? Може ли Вардар во финалет? Pa mislim da još uvijek rano da pričamo o tim stvarima, jer sigurno da nam je neko prije početka ove sezone ponudio da igramo Final Four da bi prihvatili odmah. Tako da je, mislim, još uvijek rano pričamo o tome. Sad imamo da završimo još neke utakmice Makedonske lige, imamo polufinale i finale kupa za vikend i posle toga idemo na zasluženi odmor i sigurna sam da ćemo se sa tog odmora vratiti sa puno energije, motiva i želje da sljedeća godina bude uspješnija i bolja nego što je ova. Ja se iskreno nadam da će biti to što si sam rekao. Поранешната репрезентативка на Македонија Билјана Црвенковска по освојувањето на купот на Македонија со Вардар потврди дека се повлекува од активното играње ракомет, но посакува сезоната да ја заврши на високо ниво и да освои уште еден трофеј со што достојно ќе го напушти Вардар и македонскиот ракомет. Колку си задоволен од постигнатото пред се од твојот удел во успехот на Вардар и од успехот на самиот клуб?
Па, би можела да кажам дека сум навистина среќна од успехот што го постигнавме ова година и покрај тоа што сме дебитанти во Лигата на шампионите, мислам дека еден клуб кој што прв пат игра Лига на шампиони, дека многу тешко може да го постигне овој успех што го постигнавме ние. Како што можете да забележите, атмосферата е одлична во екипата и мислам дека само така успеавме да направиме ваков успех. Од мојот удел можам да кажам дека додека бевме во групните фази имав прилично доста голем удел со тоа што шутирав пенали, имав и малку поголема минутажа од последните надпревари. Меѓутоа не ми е криво, среќна сум, знам дека девојките што играат да се од себе и би сакала и на нив да им го честитам третото место. Пред вас се пресметките од домашниот шампионат на Македонија и таму треба да бидете шампиони доколку сакате да бидете повторно дел од Лигата на шампионите. Мислите ли дека имате вистински конкурент во Металург или сепак Металург е еден тим кој што е со послаб квалитет во однос на Вардар? Не, Металург е навистина одлична екипа, играат најдобрите македонски ракометарки, значи грото се од репрезентацијата, од сениорската репрезентација на Македонија. Меѓутоа ние досега имавме 2 дуела или 3 дуела со нив во кои извојувавме секогаш победа, освен еден нерешен резултат во автокоманда. Мислам дека не би требало да имаме некои посериозни проблеми околу победата повторно против Металург и да го освоиме македонското првенство. Како што кажавте, сега во сабота и недела играме куп надпревари. Најнапред полуфинале со екипата на Металург 2 и во финалето мислам дека се очекува да биде екипата на Металург. И за крај, женската ракометна репрезентација во моментов куври со формата и со подмладувањето во составот пред се. Треба да се истакнат некои нови ракометарки кои што доправо треба да го носат товарот во селекцијата, едно од тие си и ти. Што очекуваш наскоро во последниве 2 години? Дали Македонија повторно ќе успее да се избори пласман на едно европско или светско првенство? Јас се откажав од репрезентацијата уште во октомври, значи не сум дел повеќе од сениорската репрезентација, со таа цел да им даде можност да играат на помладите ракометарки. Вардар и Металург имаат одлични школи, одлични втори екипи кои што играат македонско првенство и се надевам дека во наредните сезони ќе играат и европски купови, каде што би можеле да стекнат поголемо искуство за да може да направиме поголем успех на репрезентативен план. Јас им пожелувам многу среќа. Знам дека во Македонија има навистина многу добри ракометарки, перспективни и талентирани, меѓутоа треба да се работи навистина добро со нив. Успехот на женскиот ракометен тим Вардар сигурно ќе влијае кај најмладите кои сега почнуваат да се занимаваат со ракомет. Македонија е во исчекување на нов блесок на наш ракометен тим во европски рамки. Екипата на трето полувреме и понатаму ќе ги следи сите спортски успеси на македонските тимови и репрезентации. До следното издание ве поздравувам и ви посакувам пријатна спортска седмица.